Официјалното отворање на ловната сезона во општина Кочани, кое е поврзано со 11 октомври годинава, изостана. Дел од ловците, некогашни членови на ловното здружение Осогово, излегоа на терените, но во други здруженија од соседните општини. На ловиштата подлог и бање беше мирно, бидејќи задоснетите тендерски постапки за доделување концесија го пролонгираа стартот на ловот. Докога ќе биде така, засега никој нема конкретен одговор, иако рокот за поднесување апликации истече на 30 септември. Секој зависи од тоа кој ќе ја добие концесијата и под какви финансиски услови, дали ќе има жалбена постапка и конечно колку време ќе му треба на концесионерот да организира успешна и безбедна ловна сезона. Особено ако во преден план не избие постоечкото здружение Осогово пред другите две кандидатури кои не се од Кочани. Инаку ловците од здруженијата во Виница и Чешиново продолжениот викенд го искористија за лов на зајак и ребица, како и на дива свиња во планинските терени. Првите реакции се дека бројната состојба во ловиштата е мощна добра и дека густата шума и нерачистените полиња му одеа во прилог на дивечот. Поради тоа само мал број ловци можеа да се пофалат дека имале успешен старт на сезоната. Првите контакти на ловците со сточарите во планинските предели открија дека волците ги има во зголемен број и веќе го напаѓаат добитокот. Минатата недела во Пантелеј волк среде бел ден зграпчил овца од стадо, ја задавил и ја однел, што за мештаните е најава дека зимава штетите ќе бидат